Земите од Европската унија од средината на март ќе бидат во можност да ги враќаат мигрантите во Грција. Најави Европската комисија. Брисел се надева дека овој потек ќе помогне да се обноват миграционите политики на Унијата, кои пропаднаа по масовниот прилив на мигранти во 2015-та. Но Агенцијата за човекови прави и за бегалци смета дека грчките установи се уште се толку преполни што едноставно нема да можат да се справат со дополнителен број на мигранти. Според правилата на Европската унија, првата земја на влез е одговорна за обработка на барање на азил и тој систем КИКС на минатата година во Грција, главна порта кон Европа, но повеќе од 1 милион бегалци и мигранти во неможност да се справи. Грција пушти многумина од нив слободно да ја поминат границата кон патот на Европа и другите богати членки на Унијата, прескокнувајќи им ги правилата на блокот земји од транзит. Потоа земјите по должината на рутата постепено ги затворија своите граници, заработувајќи многу баратели за азил во Грција, кои се мачеа да се понуди соодветно решение. Политиката за азил на Унијата и незината зона за внатрешно слободно патување престана да функционираат минатата година, кога неконтролираниот прилив на мигранти и бегалци предизвика жестоки спорови меѓу земјите членки на Европската унија за тоа како да се справат со нив. Овие спорови остануваат нерешени, а повеќе од 62.000 луѓе се уште се во Грција, иако договорот на Европската унија со Турција во март го намали приливот.